Почитувани гледачи, термин за саботното издание на вестите на КТВ. Во Кавадарци денеска и утре уште трае есенскиот панагюр. Голем е бројот на трговците кои што годинава излагаат на есенскиот панагюр, меѓутоа голем е бројот и на купувачите. Времето во прилог на панагюрот. Започнуваме со подготвените прилози за саботното издание. Прием кај градоначалникот Александар Панов и заедничка крводарителска акција на крводарителите од Кавадарци и Ковин во рамки на посетата во Кавадарци. Со крводарителската акција денеска во салата на Општинското собрание уште една се потврди успешната соработка на Кавадаречкиот Црвен крст и Црвен крст на Ковин, Република Србија. Акцијата траеше од 10 до 15 часот, а речиси на само половина час од почетокот на истата трансфузиолозите веќе имаа реализирано 10 единици крв. 30 е реалната бројка која се очекува од денешната акција. Крв даруваа крводарителите од Кавадарци и Ковин, на раководството на двете организации беше на прием кај градоначалникот Александар Панов, кој за впечатоците од оваа соработка рече: на веселбата кога сите заедно прославуваме, се дружиме или тука во кабинетот, се обидувам секогаш да бидам дел од нив. Па и памтам добро дека сум бил и на Моклишкиот манастир кога се јадеше гравче за да малце се рехабилитираат луѓето од давањето на крв. Во секој случај, еве, денес повторно ги пречекувам гостите, односно нивната делегација. Сега слушнав дека на некој начин рекорден број на луѓе од Ковин, од нашиот побратимски град дојдоа, значи наши побратими. Се надевам дека истото ќе му го возвратиме со исто така крводарители кога тие ќе не поканат. И ова трае веќе неколку децении. Врз основа на ваквото дружење дојде и до побратимување со двете општини. Неодамно имав средба и со новата градоначалничка или новата гарнитура во градот Ковин. Мене навистина ми е чест што ова наше пријателство се продлабочува со една успешна општина или една успешна приказна во Република Србија. Имам нескриена желба тоа и понатаму да продолжи, да ова дружење помеѓу крводарителите трае за секогаш и секако да им посакам добро здравје и на нашите и на нивните крводарители да можат и понатаму да даруваат крв, односно да се занимаваат со најхуманата работа на светот. Следната година ни е јубилејна, а нашата соработка само се зацврстува со нови активности, вели секретарот на Црвен крст на Ковин Велинка Фара. Желела би да у име Црвенокрсташа или... Сакам во име на Црвен крст и волонтерите, соработниците и доброволните крводарители од Ковин прво да му врачам подарок, едно внимание за градоначалникот на Кавадарци. Ви се заблагодарувам на приемот и да кажам дека, како што кажа и градоначалникот, ова веќе трае повеќе од 10 години, односно следната година и официјално да се потпише уверение само на хартија, бидејќи почнавме порано и се повеќе добива на тежина. Почнавме со доброволно крводарување, а сега волонтери, соработка и преку други активности, како на пример сега овој месец борбата против трговијата со луѓе. Тоа е од општи интерес на сите во регионот и направивме една регионална акција во соработка со општинската организација на Црвен крст Кавадарци, што е едно повисоко ниво во организираното наше дружење. Тука ни е соработката и од другите области. Утре ќе имаме заедничка седница на двата управни одбори да се договориме за некои планови активности за следната година. Наши планови и планови за тука во Кавадарци за следната година, која ни е и официјално јубилејна. И сакам да кажам дека ваков број на луѓе што дојдоа тука е само доказ дека соработката оди во вистински правец кој се негува, бидејќи имаме и 20 на млади што се тука со нас и исто толку од домакините кои ги удостоија по програмата на Црвен крст, и да се заблагодарам на домакините како на локалната самоуправа, така и на управниот одбор на Црвен крст Кавадарци. Задоволен од тоа како до сега тече соработката и председателот на Црвен крст Кавадарци Димитар Каракулев. Ова е наша 9-та званична соработка со Општинската организација на Црвен крст Ковин. Значи до година славиме своевиден јубилеј, 10 години од постоење на таа соработка, подпишана во 2004 година, и се надевам дека ќе направиме нешто посебно со поддршка на градоначалникот и локалната самоуправа, нешто што ќе остане трајно, значи да го обележиме тој јубилеј, 10 години од подпишување на таа соработка. Како што кажа секретарот на Црвен крст Ковин,
радува фактот што се повеќе млади се вклучуваат во оваа соработка и што веќе воспоставените мостови и подадена рака на двете општински организации, на двата града, на двете држави, значи младите тоа ќе го продолжат да го прават и понатаму. Значи благодарност уште еднаш до сите кои што ја поддржуваат ваквата соработка, бидејќи ова е многу масовна соработка, дојдоа сега 70 крводарители и членови на Црвен крст Ковин, исто така и ние правиме масовна возвратна посета и се надеваме дека таквото нешто ќе го правиме и во иднина. Представниците на Ковин вчера имаат заедничка вечера со кавадарчани. Денеска се реализира крводарителската акција и спортските игри. Утре е седмицата на двата управни одбори и заминувањето од градот на виното. Привршува бербата на грозието во Тиквешијата. Останува необрано грозието од повисоките места. Привршува годинешната берба на грозие. Останува за берење уште грозието во повисоките делови на Тиквешијата како најголем лозаро-винарски регион во Македонија, информираше денес председателот на регионалниот сојуз на лозари и агротиквешија од Кавадарци Љупчо Аризанов. Во 99% грозоберот е завршен, во ниските делови скоро и да нема грозие за берење или има многу малку. Во повисоките места грозието подоцна стасува за берба и поради фактот што таму тоа подоцна созрева и подоцна ја достигнува потребната шеќерност, рече Аризанов. Тој ја оцени годинешната грозоберска сезона како добра. Некои посебни проблеми нема, договорените цени во главно се почитуваат. Конкуренцијата си го направи своето, па грозието беше барано, иако вистинските ефекти од изградбата на 3 нови винарии во Тиквешијата и вистинското зголемување на конкуренцијата ќе бидат уште повидливи до година, нагласи тој. Во врска со троењето на животни на Кожув се огласи еколошкото друштво Еко живот од Кавадарци. Екологистите сметаат дека отровот може да бил расфрлан и од сточарите. Во Рожден има двајца, тројца сточари од другата страна на Трибор во Мариовско. Исто така има други сточари. Непрофесионално е да се акцентира дека ако умреле неколку ловечки кучиња, да се донесе заклучок дека отровот е фрлен од ловците, бидејќи за ловџиите кучињата се многу мили. Од друга страна, пред 10 години од Мариовска страна имаше сличен еколошки инцидент, кога сточарите со отров наместо да ги иструјат волците, ги иструја орлите и другите грабливи птици. Оваа година на сточарите некој животно им ја напаѓа стоката, а со оглед дека им се нема акцентирано за штетните последици од фрлањето на отровни мрши, затоа мора да им се укаже да ги запрат неконтролираните такви постапки. Ваква е реакцијата од еколошкото друштво Еко живот од Кавадарци, од каде нагласуваат дека е потребна едукација на населението како да се однесуваат со ретките видови на птици, а посебно кога се знаат најчестите методи на сточарите за решавање на проблемот со мечка или волци. Продолжува врзувањето на новите шахти со старите линии од реконструираната водоводна мрежа во Кавадарци. Продолжува врзувањето на новите шахти со старите линии од реконструираната водоводна мрежа во општина Кавадарци, вери Маријан Прескакулев, раководител на работната единица за водовод и канализација при јавното претпријатие Комуналец од Кавадарци. Реконструкцијата на главната водоводна линија во градот е со средства од КФВ банката. Поврзувањето на новите шахти со старите водоводни линии ќе трае уште 10 дена. За тоа време, вели Прескакулев, можни се мали прекини во водоснабдувањето, токму поради овие причини на поврзување на новите шахти со старите водоводни линии. Се работи за дел од општина Кавадарци, тука е дел од Брушанското мало во градот, селата Марена и Гдишич, како и дел од улиците Шишка и Блажо Алексов во Кавадарци. Прескакулев ги моли граѓаните за разбирање и трпение, зашто, како што нагласи, оваа работа е за доброто на сите. Од културата, петата јубилејна изложба на младите ликовни уметници од Кавадарци беше отворена синоќа. Годинава изложбата имаше меѓународен карактер. Младите ликовни уметници од Кавадарци на културната публика од градот синоќа ја понудија петтата јубилејна ликовна изложба на 40 дела изработени во повеќе техники, меѓу кои графика, масло на платно, уметничка фотографија, го видовме трудот на 30 автори. Годинава изложбата на младите ликовни уметници имаше меѓународен карактер, што значи учество во истата има и странски уметнички имиња, а истата беше отворена во локалната музеј галерија.
галерија. Од името на домакинот присутните ги поздрави Весна Ѓорџиева, виш кустос историчар на уметноста и археолог во музеот, поздравувајќи го трудот на младите уметници, од чие име пак еден од учесниците, Трајче Павлов, за изложбата рече. Ова е јубилејна пета и идејата за оваа изложба на млади ликовни уметници и нивни гости, значи беше склопена целата во кафана на салфетка, да, и со помош на многу луѓе, значи вклучувајќи и публиката, нели нормално, ева таа е пета година и се надеваме дека ќе продолжи се подобро и подобро. Годинава куратори на групната изложба на младите ликовни уметници од Кавадарци и нивните гости беа Петар Петков и Ристе Јосифовски, кој е задоволен што се множат годините на изложбата. Чест ми е да бидам овде оваа вечер. За темата би сакал да кажам дека после едно долго преговарање со колегите од Кавадарци, што сме организаторите на оваа изложба, цела вечер имавме сугестии на што тема да работиме, дали да биде класична, дали да биде само слика, дали само фотографија. Одлучивме да биде мултимедијална и да биде темата проблем. Проблем зашто од цела вечер имавме проблем дали да биде едно или друго и решивме да биде сепак проблем и да видиме како нашите колеги од другите градови, од другите држави го гледаат проблемот. Па ова се нивните дела. Изложбата во музеј галеријата останува отворена во следните 10 дена. Почнува 9-тиот фестивал на германски филм. Кавадаречката публика е дел од публиката што ќе гледа германски филм. Со комедијата Претежно ведро на режисерот Марко Петри синоќ беше отворен 9-тиот фестивал на новиот германски филм кој под мотото "Го сакам филмот" ќе трае до 16 октомври. Ќе бидат прикажани 14 филмски наслови кои се пресек на најдоброто од новата германска кинематографија во организација на амбасадата на Германија во Македонија и банката со германски капитал Прокредит. Фестивалот според германската амбасадорка во Македонија Гудрин Штајнекер има за цел да придонесе во развојот на кинокултурата во неколку градови во нашава земја и повторно заживување на затворените кина. Со нетрпение го очекувам јубилејното 10-то издание на германскиот филмски фестивал со кој ќе се одбележи германско-македонското филмско пријателство. Овој културен диалог меѓу двете земји не би можел да се оствари без вашиот интерес и вашата поддршка за германскиот филм, рече Штајнекер на отварањето. Германскиот филм годинава ќе се прикажува во 9 градови низ Македонија: Тетово, Битола, Прилеп, Штип, Кавадарци, Струмица, Велес и Куманово. Кавадарци веќе имаат традиција со германското филмско платно. Настанот и годинава ќе се вклопи со манифестацијата Кавадаречка културна есен. На крајот од вестите следува и прогнозата за времето. И утре не очекува претежно сончево и топло време со максимална дневна температура до 29 степени. Исто време ќе се задржи и во понеделник. Толку во вестите, имајте пријатни мигови со нашата програма.